Сакам да ви раскажам една приказна. Која сум јас? Тоа воопшто не е ни важно. Можам да бидам било која. Можам да бидам од било каде. Што е важно? Важно е дека сум дел од една генерација која избезумено дознава за својата диагноза, но сепак како феникс успева да го крева знамето на животот. Ова е нашата приказна. Кога имав 7 години, сакав да бидам манекенка. И не знам што беше тоа толку чудесно во телевизорот, и ако манекенки имаше многу слава во тоа време, да ме привлекува да ги крадам штиклите од мајка ми. На неполни 10 години сакав да бидам архитект, да градам куќи, да создавам домови. Сакав да бидам и дизајнер, да создавам облека. Но ништо од тоа не станав. Станав еден новинар кој што умее да слуша и да прераскажува други вистински приказни, како ова нашава вечерва. Вечерва славиме една најголема заедничка круна, која што ја нарековме победа на животот. Добре дојдовте на нашата ексклузивна модна ревија да ја славиме храброста, духот и вистинската убавина. Во 2022 година беше забележено дека во светот постојат 22 милиони нови неоплазми и карциноми. Прашувам, колку мина знаете на кои беше штедење директно им ја кажана оваа диагноза? Диагноза после која го губиш тлото под нозето. Знаете што се случува во тој момент? Се тркаат мислите и разумот. Прво мислиш дека е грешка, потоа велиш зошто јас, потоа кој ќе се грижи за моите деца. И кога те одзема тотална парализа со поглед кон небото, велиш зошто баш јас, Боже, зошто баш јас, токму јас. И во таа борба, во тој ролер костер од терапии, губење на коса, губење на дел од тело, го креваш знамето на победата и велиш победа наместо пораз. Зошто ти мене кога можам јас тебе? Вечерва затоа ќе аплаудираме на галерија од храбри, исклучителни жени. Жени војни, жени херои, жени победнички, жени кои невидливото го прават видливо, тивкото гласно. И ова, верувате, не е никаква сцена од некој филм со статисти, туку вистински животни приказни кои што се случуваат, се случиле. Веројатно сите да ги разберат знаците на животот, да подзапрат, да не се толку хипер емотивни, да не ја собираат сета тага на овој свет кон себе, туку да се свртат самите за себе и кон себе. Ете, такви жени имаме вечерва и јас можам да кажам што е за нив. Монтеверест, што е за нив Аконкагва, што се за нив сите светски и олимписки рекорди, кога тие го имаат најголемиот трофеј, победа на животот. А во тој нивен трофеј имаат благодарност за секое ново утро, нов светоглед, и затоа реков и уште еднаш ќе повторам да запаметиме дека ова е навистина поинаква ревија, бидејќи го славиме животот, го славиме помагањето, мотивацијата и оптимизмот. И овде даваме една сосема нова димензија и визура на животот. Да ја славиме храброста, духот и вистинската убавина во организација на Сдруженијето Хема Унко. И се разбира главен покровител брендот Елена Лука, Словачката амбасада во Скопје, поддржана од Младинскиот културен центар. И ви молам еден голем аплауз за учениците на Димитар Влахов, кои што ги подготвија со фризури и шминки вечерашните наши дами. Аура козметика, која што за нив обезбеди еден подарок, на крајот ќе ги добијат, ресторанот Форца и винарија Тиквеш. Во овој момент би сакала да раскажам нешто, но ќе бидам кратка, бидејќи сте нетрпеливи да ги видите нашите дами вечерва. Дамата која што застана прва за оваа иницијатива ја познавам од дете, нашите прозорци некако гледаа еден кон друг, вартер само не делеше. Ја знаев уште како дете кога го сакаше премногу балетот, ја знаев кога прв пат запеа и кога сега
буквално може да испее секоја македонска, но и странска песна. Ја знам и како преведувач, ја знам и како мост на поддршка, подпредседател и менаџер за комуникација на Сдруженијето Билица Кузмановска. Добро вечер, почитувани. Немам храброст да кажам колку сум среќна што ве гледам во волку голем број. Благодарам на сите оние кои што помогна ова да се реализира, да се оствари оваа желба на жените кои што ќе ги видите вечерва. Ели кажа дека денеска ја славиме вистинската убавина на жената која се бори со ракот и на онаа жена која што се изборила со оваа болест. Дали можете да замислите како се чувствуваат тие жени? Да, само можеме да замислиме, меѓутоа вистинското чувство само тие го носат во себе. Но тоа што го носат во себе е нешто што не е во оваа физичка димензија, нешто што не е површно, не е физичка убавина. Тоа е нивната сила, нивната храброст, нивната волја да направат уште еден чекор во секој нов ден, да погледнат право во очите на диагнозата, да му се заканат на ракот дека ќе го победат. Такви се овие жени, да знаете. И јас не знам дали сум достојна да можам да зборувам денеска за нив, бидејќи тие мене ми даваат инспирација да живеам и да сватам колку е овој живот убав. Знам дека и на сите останати, и на тука имаме и наши членови на Сдруженијето кои се исто така пациенти, сакам сите да ги поздравам и да им се заблагодарам што се денеска овде со нас, да им кажам дека се тие едни единствени храбри и дека такви жени не постојат. Тие го редизајнираат овој свет во смисол на духовност, во смисол на една убавина која што е навистина посебна, која произлегува од нивната сила. Сите вие, драги мои, ова е посветено за жените кои што вечерва ќе ги презентираат прекрасните модели на Елена Лука и за оние кои што се во публиката, за сите оние пациенти со рак, сакам да кажам дека заслужувате да ја носите најубавата круна на светот. Меѓутоа не круната со скапоцени камења, туку круна која што е направена, изградена од вашата чест, вашето достоинство, вашата сила, после секоја хемотерапија да се вратите дома и да продолжите со нормалниот живот, да се трудите, да чекорите во секој нов ден, да бидете тука за вашите најблиски, за вашите семејства, за нас, за пријателите, но што е најважно, самите за себе. Да се сакате и да се почитувате многу повеќе. Јас само би се заблагодарила и би кажала дека ова е еден многу посебен настан за нас и нека и овој настан биде круна на се она што досега го работевме во Сдруженијето. Ви благодарам. Благодарам, Милица, а сигурно сте сите нетрпеливи да видите што направи нашата кралица Елена Пандева или модниот бренд Елена Лука и како тие навистина вечерва убаво изгледаат. Да се заблагодарам, се разбира, на секој од тимот кој што цел месец наназад грижливо стоеше за секој модел, ги бодреше и сите наликуваа на едно големо семејство. Ве замолувам и вам, сите во публиката, кои што не можете да се отпрете на вашите емоции, пуштете ги солзите. Овие солзи вечерва ќе бидат солзи радосници. Кога ќе ги видите на сцената како изгледаат, навистина се нашите вечерашни кралици. И некој во подрењето зад сцената рече: "Дами, уживајте, ова е ваша вечер. Ќе се видиме за 50 години, кога уште еднаш ќе се сретнеме на уште една ваква ревија." Ве молам да ги поздравиме. Малку чувствуваат трема, ама тука сме да ги бодриме. Со добра музика и во ваше друштво, тие навистина вечерва ќе се представат во најубаво светло. Ја повикувам првата, Марина Камберска, мајка на два прекрасни сина, бренд менаџер во Cartes Baby and Kids. Марина носи раскошен, вкус, разигран крој во циклама боја, кој што дава женственост и елеганција.
Како што можете да забележите, има нагласени набори, асиметрично деколте, кој што создава свеж и модерен изглед. Фустан кој што може да се носи во секоја прилика. Марина Камберска. Нада Јовановска, мајка на 3 ќерки, вели јас сум борец за права, ги сакам своите пријатели, своето семејство, со нив пијам кафе и муабети, а вечер ја гледате во нежно-розов фустан во А-крој со долги прозирни ракави, елегантен фустан, софистициран фустан, украсен е со сложен вес, совршен за формални, но и за свечени прилеги. Нада Јовановска. Ја поздравуваме Андријана Серафимовска, 27 години, волонтер САНО, вели сакам да го подобрам животот на сите деца кои што имаат канцер. Погледнете каква убавина младост, сплотени на оваа модна писта, носи црн фустан во стил сако. Смел, елегантен избор со впечатливи светкави детали, нагласени раменици како што гледате, дизајнот е смел, шик изглед и навистина е совршен за вечерни настани и коктели. Андријана Серафимовска. Важни минути за Тереза Балаловска, инаку таа е забен техничар, креира насмевка, мотиватор и охрабровач, мајка на Ана и Никола. Тереза носи црн фустан во миди должина, асиметрично деколте, лесен драпиран дизајн, како што може да забележите, колку искусно го покажа светкав украс на половината, кој што дава суптилен и софистициран стил. Тереза Балаловска, уште еднаш аплауз. Викторија Блажевска. Има само 24 години, само што зачекорила во животот. Не е артист, преку волонтерството дава емотивна подршка. Како што гледате, носи елегантен бел костум со блескави детали на крагната и ракавите, кој што дава нежен, модерен изглед, а комбинацијата на ова струкирано сако и широки панталони дава префинет стилски израз. Викторија Блажевска. Ти благодарам за убавата насмевка, Викторија. Љубинка Стоилова. Долги години во армијата на Македонија, жена во армија рамо до рамо со мажи. А вели, тоа е сосема природно да се бориш и да обстојуваш. Носи златен фустан со акрој. Погледнете каква убава нежна текстура со светкави детали. Деколтето е нагласено, длабоко, нагласена е и половината и сето тоа дава еден рафиниран и женствен стил. Љубинка Стоилова. Бакнеш и за сите, Љубинка. Веселинка Живковска. Дипломира на Факултетот за безбедност, финансиска контрола и криминал. Инаку е полна со спортски дух. Маратонка овде, ама маратонка и низ Европа. Носи лежерно, светло шампањ боја фустан со долг и широк крој. Создава идеална комфортна елеганција. Погледнете, горниот дел е украсен со еден впечатлив гердан, кој што додава еден луксузен допир на дизајнот. Вечерва во улога на модел Веселинка Живковска. Аплаузот за тебе, Веселинка. Жанет Маркошова. Јас морам да кажам, привилегија да знаеш оваа дама, мајка на 2 деца, сопруга на словачкиот амбасадор, неговата екселенција Хенрих Маркуш. За неа велат, таа е и разум, и глас, и енергија, и разбирање. Носи долг фустан во кратка сина боја, елегантен, софистициран, со плесиран дизајн, создава динамика, леснотија, горниот дел како што гледате е затворен,
а блескавиот ремен ја нагласува половината и додава луксузен изглед. Еве да ја видиме уште еднаш. Громогласен аплауз за нашата прекрасна Жанет Маркушова. Наташа Давковска, Велевска е следна, инаку вели јас сум мајка на 2 сина и баба на 2 внучиња, работам во кафетерија во Интернационалното училиште Нова. Сакам музика, сакам книги. Облечена е во елегантен вечерен модел во темно сина боја со деликатна чипка, блескави детали, деколте во V израз, грбот е исто така отворен, кимоно ракави создава еден софистициран и многу впечатлив израз. Наташа Давкова, Велевска. Бакнежи за сите, ќе ја видиме за неколку секунди, и Маја Трајковиќ, професорка по француски јазик и библиотекарка, автор на 4 книги и сликоуници. Погледнете каква тоалета, блескаво, смарагдна, зелена, многу впечатлив фустан со срцевидно деколте, долги ракавици кои што создаваат целина, изработена од светкав материјал, совршен модел за свечени прилики, за свечени настани. Кој не би сакал да го има овој фустан на себе? Браво, Маја Трајковиќ! Ова браво морав да го кажам, бидејќи неколку пати на пробата мислевме како ќе биде со должината, меѓутоа таа навистина прекрасно се снајде. Наред е Дијана Рајчевиќ, мајка на 24 годишен син, благодарна за секое ново утро, ведра, позитивна, фустан во ментол боја со елегантен крој, со асиметрична горна структура, нагласена половина со светкав доминантен детал, дава женственост и сензуалност на изгледот. Дијана Рајчевиќ. Анита Бошкова е магистар по правни науки, уметник, има напишано збирки поезија и проза. Вели, моето мото е животот сега. Носи елегантен, долг, светло-розов фустан. Како што може да забележите, ракавите се плисирани, длабоко V деколте што ја истакнува фигурата. Има еден специфичен, деликатен ремен со светкави детали, кој што дава навистина една убава суптилност на дизајнот. Анита Дости. И се разбира уште еднаш, обраќање кон сите вас. Анита Бошкова. Време е да ја поздравиме Сунчица Димитровска. Знаете што рече, ако животот ти даде лимон, ти од него направи лимонада. Неверојатен дух и неверојатна енергија, носи интензивна розова боја, која што има лелеав широк крој, кој што, како што забележувате, дава еден убав, елегантен, лесен од, горниот дел од затворено деколте, плисирани детали низ целиот фустан, јас би додала совршен за свечени, но и во формални пригоди. Сунчица Димитровска. Рената Кешкеко доаѓа од Гостивар, има 35 години, супруга и мајка на 2 деца, кои што се нејзина најголема поддршка. Вели, ние сме родени за победа. Погледнете колку смел, убав црвен фустан, елегантен, сензуален, со асиметричен израз и впечатливо деколте. Има еден прекрасен детал на половината и на шлицот, се разбира, кои што даваат, ке се служите еден драматичен, свеж и смел израз, но и елеганција. Рената Кешкеко. Тања Алексовска е доктор, невропсихијатар и јас ке речам родена е за модел, со своите очи влегува во душата на сите, црта насмевка, предизвикува будење за една нова позитивна личност. Долг црвен фустан со наметка, погледнете каква доминација, каква драма, воедно и елеганција, идеален за свечени прилики, украсите на рамениците додаваат префинетост,
але авио дизајн, грациозност и впечатлив излез. 22 година на боите на надежта. Сите средства, ете токму оваа наша кралица ги донираше за сите жени кои што се на хемотерапија. Невропсихијатар кој што доаѓа до душите на сите и кој што вели: подршка сме сами ние. Храбро е да се тргне без ништо на себе, бидејќи е храбро да се знае која сум, што сум и како победувам. Ви благодарам премногу. Знаете како, ние имавме само многу малку аплаузот од таму и овде уште еднаш нека се споиваме. Малку време имавме да се запознаеме, ама верувајте, вечерва е толку специјална, толку убава, толку енергии сплетени и се што се случува овде, навистина ниту е вежбано, ниту ништо, доаѓа сосема природно. Број 16 за Наташа Бабулова Ангелеска, конфекцијски инженер. Својата креативност ја изразува преку своите модели и клиенти. Дали знаете дека многу познати имења од јавноста го имаат низиниот подпис, сака да патува, дава подршка на супругот и децата, исто така ја добива од нив. Гледате, таа е облечена во еден прекрасен сатенски фустан со длабоко ве деколте, широки ракави кои што се израз на комфорт, софистицираност, минималистички дизајн, лелеовост. Идеален за елегантни, но и за вечерни прилики. Наташа Бабулова Ангелеска. Теодора Трајковска. Во најубавите години од животот, 25 пред неа целиот живот. Графички дизајнер. Целосно е посветена за разговор и помош на борбата со деца која што бијат битка со канцер. Таа е вистински мотиватор и вистинска енергија. Има преубав, елегантен црн фустан со корсет деколте, полека да те видат уште малку, тенки преранки, дава сензуалност, рафинираност, тесен крој кој што истакнува фигурата, создавајќи модерен, елегантен изглед. Теодора родена си за манекенка. Ана Марјановиќ, исправена пред секој предизвик, вели за се има излез. За неа откажувањето никогаш не може да биде опција. Посветена мајка на синовите, но и тие се нејзина силна подршка. Погледнете каков елегантен црн костум со наметка, софистициран, модерен, комбинација од струкирано сако, широки панталони, дава еден драматичен, впечатлив, професионален израз. Кога ќе го носите овој модел на себе, верувајте, изгледате како да сте императорка. Анжелика Колева, уметница и собственичка на галеријата Анжелика Арт. Обожава деца, целосно е посветена кон нив и емоциите за уметност ги пренесува. Еден посебен, драматичен уметнички израз. Црн фустан во комбинација со асиметричен крој, уникатна текстура од тул, лак материјал, детали од пердови, волуменозност кои што создаваат еден авангарден, впечатлив стил. Анжелика Колева се разбира еден ваков уметнички дух со една ваква уметничка авангардна креација на себе. Уште една аплауз за сите вечерашни дами кои што продефилираа на вечерашната писта, за нашиот најголем македонски бренд, модната куќа Елена Лука, се разбира и за кралицата Елена Пандева, која што од срце ја прифати оваа подадена рака и како што реков, сите ги има како свое семејство, а сега ќе ги видиме уште еднаш и топло да ги поздравиме сите кои што се во модниот свет велат, излегуваат манекенките да ја направат својата завршна змија. Значи ги повикуваме сите по една и уште еднаш да излезат на пистата, да ги поздравиме и секако да позираат на фоторепортерите по реден број како што беа. Ова се нивните минути, ова е нивното
клоп од нозете по кој што сигурно газат во животот. Ова е момент каде што фоторепортерите треба да ги забележат сите 19 модели, последниот мојот модел во кој што се чувствува материјалот како да е од собствена кожа, моја кожа. Драги дами, уживајте во оваа вечер, вечерва, бидејќи ова е ваша вечер. И како што реков еден ден, кога ќе ги извадите сликите во вашиот албум, ќе знаете дека сте биле доминантни, дека сте раскажале собствената приказна и дека сте покажале дека невидливиот борец, канцерот, со голем дух, со силна верба во животот, може да биде завршена приказна. Јас би рекла вечер на силни емоции и не сопираме со емоциите, бидејќи ќе ги видиме уште еднаш качени овде на главната сцена. Погледнете, со само едно вежбање професионални манекенки. Ова аплауздавање е наменет за вас, за вашата силна верба во животот и за тоа што одржавте лекција на сите како треба да се биде вистински воин и херој и како ја носите круната на триумф на собраната глава. А сега ја поканувам на сцената жената која својата визија имаше уште како девојка, менаџер на годината многу пати. За себе само успеси, Елена Лука, која што даде подпис на најатрактивните дизајнерски парчиња. Елена Лука Хоум, домови со душа и архитектура, хуманитарец, лидер, поддржувач на секоја позитивна идеја, мотор, ветерница и круна на човештвото. Елена Пандева со својот тим. Го поканувам, се разбира, Елена Пандева да ни се придружи. Да видиме само од која страна ќе излезе, бидејќи долг е патот до успехот, еве Елена Пандева. Се разбира посебно почест до секоја од нив, најубавата преградка, најубавата емоција, бидејќи тие го заслужуваат, ја направија оваа вечер. Го поканувам и неговата екселенција, амбасадорот Хенрих Маркуш, словачката амбасада во Скопје, да ни се придружи, бидејќи е тој дел од оваа вечересна манифестација. Елена би сакала само една порака да се опатиме и кон нашите хероини, а се разбира и кон публиката. Што да кажам, ова беше извонредно нешто. 17-18 години работење на Елена Лука, ваква модна ревија со таква сила и убавина на вистина немам доживеано. Огромна благодарност на моделите. Се заблагодарувам нормално на организаторите, на иницијативата на мојата пријателка Жанет, на Словачка амбасада, на Сдруженијето, да, меѓутоа најмногу на моделите кои што ме оставија без див, реално, и што да кажам. Ова се посебни креации кои што може би за прв пат на моето креирање ги гледам со карактер, со сила, со борбеност, со убавина, и тоа е профилот практично на секоја жена и на секој човек што во себе ги носи како карактеристики. Ви благодарам за целата убавина што имате, за целата сила, за сето она што го пративте како порака вечерва, дека и во најголемите искушенија вие сте најубави. Ви благодарам што Елена Лука ја направивте
Навистина ви благодарам што Елена Лука ја направивте силен бренд, уште поубав, дефиниран и дадовте посебен карактер на нашите креации. Благодарам на сите вас, на организаторите и одиме понатаму што да кажам. Ова се дел од жените, надвор има уште храбри жени, морам да кажам. Не можевме сите да се собереме вечерва, меѓутоа направивме одлично нешто. Благодарам Ели што да кажам. Благодарам и на амбасадорот. Следниот пат ќе бараме поголем простор. Неговата екселенција има еден знак на почет. Благодарам амбасадоре. Dobro večer, počituvani prijatelji. Vidim tu mnogo prijatelja kojih znajem i mnogo prijatelja kojih još lično ne znajem. Vidim tu koleginice iz diplomatskog komuniteta, ambasadorku Grčke i drugih koleginica iz drugih ambasada. I zahvaljujem da su došli. Zahvaljujem svima da ste došli u ovakvom velikom broju. Meni je čast da sam dobio ovu priliku da zahvaljujem svima koji su organizovali ovaj događaj. Počeo bi sam prvo sa modelima koji su ukrasili današnji večer. Posle bi sam htio da zahvalim posebno ovim koji su omogućili ovaj događaj, koji su podržali na različiti način, recimo organizacioni i drugi način, kao na prvom mjestu gospođa Elena Luka, sa kojim se družimo već neko vreme i mislim ona je jedna posebna osoba koja ima srce, koja nam pokazala opet svoje veliko srce i podržala ovakav nastan, zato što znajem da ovako nešto nije jednostavno. Velika zahvalnica ide za organizaciju Hema Onko, koji su pripremili ovo, koji su omogućili i koji su uložili mnogo truda za organizaciju. Dalje bi sam htio da zablagodaram svima sponzorima. Spisak je relativno dug. Recimo, počnem sa vinarijom Tikveš. Tikveš je jedno, ako ne najbolje, jedno od najboljih vina na svetu. Ja drugo vino više manje ne pijem, zato što... I pokušavam uvijek svugdje gdje idem da propagiram ovo vino i izvozim u Slovačku i svojim prijateljima i tako dalje. Htio bih sam isto da zahvalim podrški za restoran Forza. Forza služi kao naš neki kamp za događaje. Jedan od najboljih restorana u Skopje. Mada nije samo kvalitet hrana, ali i prijateljstvo ovih ljudi. Mi smo dobijali od sopstvenika nevjerovatnu podršku koja se ne vidi svaki dan. Dalje bi sam htio da zahvalim ljudima koji su isto doprinijeli organizaciji. To, ako razumijem, je prostor je dao i trud je dao Mladinski kulturni centar. Posle učenici od škole Dimitar Vlahov i nadam se da i kozmetika Aura. Kozmetika je mnogo bitna stvar za žene i da ukrasi još više naše ubavice, naše lepotice kojih danas vidimo tu. I znači meni možda je isto čast da spomenem na kraju moju suprugu koja je uložila mnogo truda, da ne kažem slovačka ambasada. Žanet Markošova. U ovom slučaju, kad se kaže slovačka ambasada, to je moja supruga.
Još jednom vam hvala, nismo očekivali, možda ja nisam lično očekivao da ćete doći u ovakvom broju i to je za nas ohrabrenje. I na kraju bih želio svima mnogo zdravlja zato što se kaže ljudi koji su zdravi imaju 1000 želja. Ljudi koji imaju neki zdravstveni problem imaju samo jednu želju i ja svima, posebno našim modelima, želim zdravlje, ali i svima vama. Амбасадора, ви благодарам, останете уште малку на сцената, имаме уште една слика која што ќе биде враќена, се разбира, на подпредседателот на Сдруженијето Хемаунко, Пилица Кузмановска, од рацете на неговата екселенција, амбасадорот на Словачката амбасада. И во иднина амбасадорот сигурно дека ќе го покануваме, бидејќи во најубаво светло знае да ги промовира македонските вредности. Ви благодарам, амбасадоре. Тука и представникот од Козметика Аура, која ще има пакет убави производи за сите вечерашни дами вечерва. Може да трае аплауза, заслужуваат бидејќи тие се навистина вистинските победнички вечерва и можам сигурно да ви кажам, денеска падна уште еден договор да направиме една вистинска театарска представа. Не би сакала да заборавам, доколку имаме представници од здравството, лекари, сестри, било кој од здравствениот систем, уште еден аплауз за нив, бидејќи вербата во здравството се уште треба да биде голема. И се разбира, Елена Пандева има уште еден знак на почит кон двете дами. Цвеќе на цвеќе, како што велат, едната е за жените, едната е за Милица. Многу подароци вечерва. Благодарна за сите што навистина направија една прекрасна вечерна, убава, приказна, облечена во бои, но јас ке речам облечена во многу храброст, надеж, а најмногу од се љубов. И уште еден букет огромен од тимот на Елена Лука. Ви благодарам за се и можам да кажам дека уште еднаш да ја направиме, кој не направил, јас ке се поместам малку понастрана, бидејќи вистинските хероини заслужуваат да ги имаат најбројните фотографии, да се изберат која што најмногу им се допаѓа. Ви благодарам и вам, почитувани. Видов насмевки, видов солзи, сето тоа е да бидеш човек, а би сакала наредната наша седба да биде токму уште една ваква слична манифестација во која што ќе го славиме животот. Искористам можноста да ви посакам среќни новогодишни празници, свртете се кон себе си, кон фамилијата, бидејќи се друго се заборава. Прегратките, љубовта и насмевките се паметат за секогаш. Убава вечер.